И здраво, бистови, како сте? Добро дојдовте во моето ново видео. Бистови, денеска на ваше барање снимаме Q&A part 8. Бистови, добро дојдовте во моето ново видео Q&A part 8. Гледам дека ви се доста интересни Q&A видеата и решив да ви снимам Q&A part 8. Мислам зашто да не. Денеска имаме 10 доста интересни прашања, 7 ги зачував на компјутерот и ова на лаптопот, не на компјутерот. 7 се зачувани на лаптопот и 3 во телефонот, така да вкупно 10 прашања се знам добро математика. Многу добро, браво. Добро, бистови зачував, имаме точно 10 прашања, доста интересни прашања за видео, така да можеме да почнеме. Бистови, пред да почнеме, ставете лайк, ставете subscribe, што побрзо да стигнеме на 1000, како што реков, на 1000 правиме giveaway. И тоа е тоа. Одиме да започнеме со прашањата. Прво ги читаме овие што се на телефонов. Ги имаме поинтересни се тука на лаптопот. Мислам дека можеме да започнеме со прво прашање, само да отвориме телефонот. Првото прашање, бистови, гласи: колку месеци во годината има 28 дена? Па брат, ова е старо трик прашање, така да немаме зедниш, мислам, трик прашање или во некоја емисија или не знам кај го слушнав ова или као вид сум го видел, али да, бистови, сите месеци во годината има 28 дена, само што некои имаат и повеќе. Мислам дека тоа е точниот одговор на прашањево. Можеме да се префрлиме на следно прашање. Следно прашање гласи: што е постаро, јајцето или кокошката? Па брат, искрено не знам. Ова прашање многу ме замислувате. Значи, не, кокошката. Ако мислиме што е постаро на планетава, од колку подолго постои на планетава, значи прво се створила кокошка као Господ све што створил, и прво се створиле животните као животни, живи така нормално, не од јајце па да се роди кокошка, туку ги створил животните као животни. И после тие се размножуваат и нормално, после процедурата знаете, оди се... Добро, нема потреба да ви објаснувам кокошката, не се јајце, и од јајцето пиле, од пилето кокошка, и тоа од кокошката, после дали супа, дали... Одиме на следно прашање. Дали ќе има видео во една боја 24 сати? За многу скоро. За скоро гледате видео 24 сата во една боја. Мислам, не баш за скоро, али очекувајте. Да, очекувајте да имате. Што? Кажав, очекувајте да, за скоро ќе имат видео 24 часа во една боја, така да можете да очекувате. Како што реков, да, ќе има 24 сата во една боја. Пишете во коментар дали сам да го снимам 24 сата во една боја или сакате и Јана да учествува со мене. Ако сакате и Јана, пишете дали да бидеме во посебна или во иста боја 24 сата. Мислам дека поинтересно било 24 сата во посебна боја, пример да избериме таа плава, јас зелена, као зелена ми е омилена боја, логично. Да, или па ходиме со други бои, црна, бела или било што, изберете дали Јана да биде една боја, ја друга, или иста боја двајцата, ако сакате со Јана. Ако сакате сам, бирајте боја. Ама ја мислам дека зелена ми е најго, така да можно е зелена да видите, али ќе видиме. Одиме на следно прашање, тоа е омилено хоби. Па брат, имам неколку. Имам YouTube-ов, као најомилено, уште го гледам као хоби, секако не ми носи заработка, немам профит, ништо од ова, така да YouTube-ов си е се уште хоби. Можда во далечна иднина некаде, ако тргне да ми носи заработки, више не е хоби, туку професија, али засега YouTube е као хоби, онака, кога да имам време си едитирам, снимам, ама се трудам да сум добар и да го кренам каналов на највисоко можно ниво. После одиме со фотографирање исто, ми е хоби. Исто имаме, понекогаш онака, знаете, ќе фатам да се истражувам за звездите, па вака, било така, било као како настануваат, што се дешава во вселената, па од тука и до други теми, тоа ме интересира да истражувам. Понекогаш ако имат, погледнат надвор, пошто тука ми е прозорот, понекогаш ако имат добро време за наблюдување на звездите, ама одове па и не се гледа толку добро, така да ништо за наблюдување, тоа е истражување за звездите. Па после фудбалот као хоби, мислам се уште така и часто не засакаш фудбал као фудбал овде. Мислам дека многу тешко може да се успее некој да успее во фудбалот, па камоли ја да успеам, така е. Па тоа го гледам као хоби фудбалот, друго што да речеме, готвење понекогаш, да, и тоа го сакам. Луди рецепти со готвач, наскоро ќе мора да го снимам и тоа, луди рецепти со готвач. Одиме на следно прашање. Тоа е омилен филм или серија. Па бистови, ретко гледам филмови, као оние странски, па добро се е странско што гледам, али ретко гледам филмови,
као го гледав еднаш овој филм и овој филм, само ги заборив имињата како се викаат, али ги гледате. И тоа е тоа со филмоите, али турски серии си гледам, да. Тоа најмногу. Има една страница со превод, мислам сигурно знаете вие, и на таа страница си гледам турски серии од време на време, малку почесто, можда секоја вечер после работа, завршување со работава, снимање видеа, све што ми треба. Еден сат пред да си легнам си гледам турска серија, мислам интересни се. Сега ја гледам турската серија Сладка одмазда. Не знам дали некој ги следи турскиве серии, ако ги следите пишете во коментар која ви е омилена. Ама да, мене ми беше омилена Сладка одмазда. Сега почнав не за да ја гледам, кога ќе заврши таа, одиме со други серии, иначе ги гледав Љубов и се можно, Љубов, па Наследници, па 300 турски серии, сите што можете, на кои што можете да се сетите, сите сум ги гледал. Иначе на интересна Свекрви сна, брат, жива комедија, еј. Мислам, тоа ми беше најинтересно. Па да, тоа е тоа. Турските серии на прво место. Одиме на следно прашање, омилена сладка храна. Омилена сладка храна дефинитивно палачинки. Да, па од сладка храна најомилено ми е палачинки, мислам, нутела или било кој крем на. Си ги спремам на најразлични начини, али да, тоа ми е омилено палачинки, најомилена сладка храна ако гледаме. И да, од други све што е сладко го сакам, мислам, да, го сакам сладка храна, али најмногу палачинките, па чоколади и сите сладки работи, натака торти, баклави, тулумби, све што постои, така да, одиме на следно прашање, а тоа е омилено животно. Мислам дека тоа сите го знаете више, маче, ама ги сакам и кучињата исто, и сите животни, си ги сакам кои животни интересни животни, али најомилено животно, ако морам да изберам едно, дефинитивно мачето ми е омилено животно. Сега одиме на омилена игра од детството. Ако збориме игра као овие што ги имаме сега видео игри денешни, немам, пошто во детството не сум играл игри. Имаме друго прашање кое ќе одговорам што сум правил во детството, али во детството игри као видео игри, овие што ги имаме на телефониве, на компјутериве, не сум играл воопшто. Значи ги гледав поголемите. Мислам тогаш кога бев мал ги гледав поголемите како играа Subway Surf и таа игра ми беше интересна и денеска си ја играм сега таа игра, имам на телефон и често знам да фатам да ја па играм Subway Surf. И интересна ми е. И тогаш као Subway Surf беше нешто вау, кога ќе видев како постарите кога бев помал ја, нормално, кога ќе видев како постарите игра Subway Surf и за мене беше нешто вау, брат, штуба игра, еј. Ама стварно ми е многу убава игра и уште и ден денеска си ја играм таа игра, ама тогаш немав можност да играм. Да. А тоа ќе го одговорам во прашање како ти помина детството. Детството ми помина во играње игри со другари надвор, како старите генерации што биле. Да, дечки, во детството до кај имате 14 така 13-14 години немав телефон. Да. Имав само еден лаптоп кој го користев понекогаш за школа и онака беше многу спор и не можеше да се играат никакви видеоигри, освен гледање YouTube, да, понекогаш гледав YouTube на тој лаптоп. Многу ретко го користев. Иначе телефон, да, немав и играв игри со другари надвор. И да, искрено тие беа многу добри времиња, многу добро поминато детството и никогаш не се кајам за тоа што, мислам, никогаш не сум луд за тоа што сум немал телефон или што сум немал некој подобар лаптоп или компјутер за играње видеоигри или игри што ги играме и ден денеска некој, мислам, ден денеска сите играме игри, знаеме тоа и ја играм игри сега на телефонов, на компјутер, на лаптопов не можам, пошто сепак е многу спор лаптоп, го користам понекогаш за работа за YouTube, ама секоја работа си ја завршувам на телефонов, така да и телефонов ми е еден многу спор, обичен телефон. Немам се уште нормално пари да си дозволам поскапи работи, така да тоа е тоа. А од моето детство, омилена игра, ако изберам од претходното прашање што рековме, од моето детство дефинитивно играта Криенка. Па брканици игравме, па си игравме као ги глумиме возрастните. Си правевме свој град, пример се собаревме цело друштво и си правевме као свој град, па бевме возрастни продавачи, возачи, таксисти, полицајци, кратци, полицајци, игравме исто брканици, 300 различни игри, измислувавме и си игравме и можам да кажам дека многу добро детство имав. Не се задам никогаш за тоа што сум немал телефон, што сум немал компјутер за да можам да играм игри. И ако некогаш се вратам пак во детството,
пак го избирам истото детство. Мислам дека тоа е најдоброто детство што може некој дете да го доживее, а не брат сега ова се децата. Мислам дека ова не е добро детство. Што мислите вие? А и ние, постарите вака, заглавуваме стално на телефоните. Че се занесеме во телефонов и забораваме на светот, на околината, светот околината. Да, забораваме на све околу нас. Се занесуваме во оваа телефонов и забораваме на све околу нас. Али, да, ако некоја се вратам во детството, дефинитивно пак би го избрал истото детство. И не се жалам ни за една секунда од тоа детство помината на тој начин. Мислам дека имав многу добро детство, искрено. И сите кои имат исто детство како мене, мислам дека се согласувате со мене. Одиме на следно и последно прашање, а тоа е, ако не си јутубер, што би сакал да бидеш? Искрено, јутубер се уште не го гледам како професија, реков. Не го гледаме како професија, пошто нема заработка. И не мислам дека за скоро ќе има заработка, така да не може јутубер да се гледат како професија. Или еве, да речеме, ако го гледам како професија, ако имам заработка на ова, и да го одговорам ова прашање, ако не си јутубер, што би бил? Дефинитивно би бил фотограф. Тоа ми е доста интересно. И во слободно време, да, фотографирам, ако гледате Дебист фотограф и заследете ми на тој профил ако сакате. Мислам Дебист долна црта. Ќе го ставам во дескрипција, го имате профилот. На Инстаграм можете да ме заследите, таму правам интересни слики од свеќање, дали од начињата, дали од свеќање. Последна слика објавив ја како игра фудбал. Мислам дека не се професионални слики, али онака, во слободно време кога можам си сликам, али би учел за фотограф ако не би бил јутубер, а ако ни фотограф, онда столар. Исто столарството доста ме привлекува, интересна професија, као сакам да учам секогаш нови работи као за нови професии. И тоа што ме интересираат, понекогаш си го работам во слободно време, мада и да нема заработка, и во иднина би работел нешто као столарство, фотографирање, снимање. Ама јутубот дефинитивно продолжувам, не се откажувам. И да, дечки, го стигнавме и крајот за ова видео. Ако ви се допадна и ова видео, немојте забравите да ставите лайк, ако не, ставете дислайк. И да, малку сум као Джипи, али тој ми беше милениот јутубер. И некој, да речеме, работи ги научив од Джипи за снимање и не знам, некојаш несвесно сум као него, мислам во глумење, несвесно го глумам него и да, а тоа бистови, наверно го смислив, пошто уште од мал, кога си планирав YouTube канал за снимање за YouTube, од секојаш си замислував нешто као Джипери, ама да видите моето име, значи бистови. Добро, фала ви што го гледавте и ова видео, бистови. Тоа е тоа. Поздрав, се на јуво. Се гледаме во наредно видео. Чао! И ова, Джипи.